Уставните амандмани влегоа во владата и едноставно исчезнаа. Точно еден месец како од Министерството за правда беа пратени на Илинденска. Се уште не биле ниту тема на разговор на владина седница. Од владината PR служба велат не се знае ниту кога точно ќе се разгледуваат, па ниту кога ќе бидат пратени во собранието. Останува непознато од кога амандманите ќе фаќаат прашина во владините канцеларии. Уставните измени кои ги подготви работната група ќе бидат разгледани на една од наредните седници на владата, пошто тие ќе бидат испратени до собранието. Уставните измени не беа на дневен ред на вчерашната владина седница. Кога владата ќе донесе одлука, јавноста ќе биде навремено известена. Иако ги нема цел еден месец дека се уште не биле тема на разговор во влада, ни потврди и премиерот Димитар Ковачевски. Уставните измени ќе влезат во собранието тогаш кога ќе биде оценето од страна на владата, ќе биде одржана седница на влада на која што ќе бидат во детали разгледани предлогот доставен од работната група и од страна на Министерството за правда и потоа ќе започне процесот во собранието. Ова е процес кој што не треба да се избрзува, меѓутоа кој што треба да се направи брзо, значи не треба брз, но не избрзан процес. На оваа тема поголем оптимист од премиерот е неговиот прв заменик, додека Ковачевски вели дека сега прво треба детално ги разгледат на владина седница. Артан Груби имал некаква временска рамка кога амандманите би влегле во собранието. Во моментов се обидуваме, правиме напори да пристапиме кон тие уставни измени, да ги започнеме. Целиот процес би траел 4-4,5 месеци, максимум 5 на уставните измени, така да, значи, крај на јули би требало да веќе започнеме во собранието цела постапка за менување на уставот. Власта последнава година цело време ни порачува дека уставните измени морале да се донесат до октомври годинава, па сега покрај немањето на потребните 80 пратеници, проблем може да бидат и временските рокови предвидени според собранискиот деловник, кои не може да почнат да течат додека амандманите не пристигнат во собранието. Од приемот до седницата мора да поминат минимум 30 дена, затоа што во тие 30 дена максимум 10 дена треба да работи комисијата, која што треба да заврши 8 дена пред денот предвиден за одржување на седницата и кој ќе си оберете деновите, испаѓа 30 дена треба да имате од свикување до одржување на седницата. Инаку опозицијата секојдневно ја повикува власта конечно да ги испрати амандманите во собранието, каде Ковачевски и неговите колеги би виделе дека кај опозицијата не постои поддршка за уставните измени во овие услови и под бугарски диктат.